Добар ден, дечиња! Добар ден! Денес новој час по македонски јазик. Ке повторуваме за именките, за видовите на именки кои ги изучивме во трето деление, а тоа ќе го направиме низ добро познатата игра на буквата на буквата. Но ајде најпрво да се подсетиме на дефиницијата. Што беа тоа именки? Ајде, Јаничка. Именки се зборови што означуваат имена на суштества, предмети, растенија и животни. Или пак нешто што узимаме или пак да рисуваме. Одличен одговор. Со колку видови ученици на именки се запознавме во трето деление? Ајде, Марко. Ние во трето отделение се запознавме со два вида на именките и Отлично. се и сопствени. Одлично. Одлично, ученици. Е, сега можеме со добро познатата игра на буквата да видиме низ игра дали ќе ги препознаваме и дали ќе ги разликуваме општите од сопствените. Расположени за работа? Да, правилата на играта ги знаеме. Еве, ќе си почнеме од мојата десна страна. Прва ќе ни биде Емче повели душа, излече си буква и ќе кажеш дали на таа буква ќе годиме општи или сопствени именки. Ајде, започнуваме. Добро, може да ја свртиш кон твоите другарчине. Седни си, Злато. Игла. Игла, а икона? Одлично, досега никој не погрешивме. Ирвас. Инка, Инка, одлично. Ајде, сите да бидеме вклучени. Добро. Ако повеќе не можеме да се сетиме, одлично, добро, одлично. Преминуваме понатаму, повели Михаелче, излечи некоја друга буква. Какао, краставица, колач, одлично, компир, Кокиче, одлично, кокиче, тоа сега веќе го имаме. Карпа, камен, одлично, конец. Добро, одлично е. Веќе во оваа игра можам да кажам дека победници бевте сите, бидејќи прилично именки кажувавте сите повеќе од една. Одлично. Ајде, Леонид, Злато, повлечи си или извлечи си една буква. И каква да биде, Злато? Општа или сопствен? Општа. волна, Одлично. Волна, одлично. вода, Одлично. канта, Не, канта е друго, веќе таа е на друга именка, на друга буква. Леонид, Злато, да кажеш некој ти? Ајде, сите мислиме вода, одлично. Одлично, велосипед, одлично, добро. Продолжуваме с играта понатаму. Талески, извлечи си некоја буква. Може да ја свртиш да ја гледаме буквата? Да. Одлично. Дзуница? зунзурка, Одлично, народниот збор за лампион, дзунзурка, да. Малку е потешко на оваа буква, нели? Нема многу именки. Да, звонче. Да. Добро, бидејќи немаме многу именки и ова е одлично. Добро, повели Јаничка, извлечи си буква и да видиме каква именка ќе откриваме. општа именка на буквата Е. еле, Одлично. Елка? Да, Елен, да. Да не ги повторуваме тие што веќе ги рековме. Елек? Еклер, Одлично, еклер, браво. Браво, Дамарче, да. И тие што излекле буквата треба да кажуваат, нели? Да, сите сме вклучени во играта.
Добро, ученици, преминуваме. Ајде, Ристевски, понатаму, нели? Излечи си буквичка. Жанета, Жаклина. Жерар. Жирафа. Не, жирафа е веќе општименка, малку погрешивме тука, добро. Жаре. Да, Жарко. Жарко, да. Да здравје. Живко. Браво, Живко. Добро, одлично се снајдовме, бидејќи е потешко да се најдат, нели, сопствените именки, од општите именки. Женева, град, нели? Така, добро, одлично. Ајде, Тамарче Злато, извлечи си буква. Да погледаме. Кажете ми обща именка на буквата. Лампион. Лале? Лажица, да, да, Лилија. да. Ливада? Да, може, народен збор, да. Одлично, лист. Лав, одлично, да. Леопард. Браво. Немаме грешка. Лавица. Лавица може, да. Да, рековме, да. Одлично. Немаме никаква грешка, сите се тие општи именки, одлично. Лале. Леблеблија, да. Лампион. Локумче, да. Лампион рековне, одлично, добро. И ни остана од ова игра, од овој круг уште Марко, повели душа излечи буква. Кажете ми собствена именка на буквата З. Зелра. Зелга. Зорана, не, Зелка е веќе општа именка. Зора. Загреб, не мора да биде буквата З. Заја. Не, Зајак е општа именка, и Зима е општа именка, така, а Марко рече да бараме Звонко. собствен. Звонко почнува на буквата З. Добро, бараме, значи само на З. Одлично, Зора, браво, Зора, Зоран, да, одлично. Добро, ученици, јас мислам дека играта на вистина ви се допадна и дека на вистина со помош на оваа игра можеме полесно кога ќе правиме анализа на реченица, нели да ги разликуваме општите од сопствените именки. Се согласувате со мене? Да. Нареден час ни друга игра ќе вежбаме некои други содржини по македонски јазик. Довидување!